По оставките на пратениците на СДСМ и спроведување на процедурата која може да заврши со нови избори за пополнување на упразнетите места веќе на есен, во изборната единица број 3, партиите или независните кандидати може да учествуваат со листи од по 7 кандидати за пратеници. Тоа значи дека ќе добијат шанса и помалите партии, но и независните кандидати, носители на листи кои со право ќе се надеваат дека шансата ќе искористат за да влезат во парламентот. Секако, доколку во меѓувреме сите кандидати на листите на СДСМ одбијат да седнат во пратеничките фотеи. Како и да е, на политичкиот план на Македонија и престои бурно лето, бидејќи никој не може да предвиди што ќе донесе создадената ситуација од парламентарните избори. Одговорот на прашањето дали на некој ќе му се стемни, а на друг ќе му самне по политичкиот калабалак на опозицијата ќе го даде времето и настаните што следуваат. СДСМ несомнено оди по конец, бидејќи после се или ќе згасне или ќе се врати на хазардерски начин. Како стојат работите без некоја посериозна помош од странските фактори, победничкиот камбек е сведен на теорија. Наместо тоа, многу поверојатно е дека на дополнителните избори на есен други политички субјекти ќе испливаат во преден план и ќе нацртаат новата партиско-политичка мапа во Македонија. Пред се Громно Јакимовски, потоа СДПМ на Јаневски, можеби ВМРО Народна партија на Ѓоргиевски. Во меѓувреме не е исклучено да се формира уште некоја нова партија.